На денешен ден во 1398 година татарскиот воен водач Тимур Ленг Тамерлан го зазеде индискиот град Делхи, оставајќи зад себе пустош и страв, со што го потврди својот статус како еден од најстрашните освојувачи на средниот век. На овој датум во 1737 година умре Антонио Страдивари, италијански градител на гудачки инструменти со ненадминат квалитет. Звукот на неговите виолини стана класично мерило за вредност во 19 век. Се верува дека изработил околу 1100 инструменти, од кои се зачувани 500 виолини, 12 виоли и 50 виолончела. На денешен ден во 1803 година умре германскиот писател, историчар, филозоф и протестантски теолог Јохан Готфрид Хердер, кој значително влијаеше на германскиот романтизам, особено врз младиот Гете и врз книжевното движење Штурм и Дранг. На овој датум во 1856 година роден е англискиот физичар Џозеф Џон Томсон, председател на Кралското друштво во Лондон, професор на Универзитетот во Кембридж и добитник на Нобеловата награда за физика во 1906 година. Тој го откри електронот во 1897 година и ја постави научната основа за проучување на атомската структура и спроводливоста на електричната енергија низ гасови. На денешен ден во 1865 година со ратификација на 13-тиот уставен амандман официјално беше укинато робството во Соединетите Американски држави. На овој датум во 1879 година роден е швајцарскиот сликар Пол Кле, кој во експресионистичкото сликарство го воведе нереалниот свет на потсвеста и соништата, со што го навести над реализмот. Припаѓаше на групата Синиот јавач, предводена од Василий Кандински и Франц Марк. На денешен ден во 1903 година со Американско-Панамски договор, зоната на Панамскиот канал беше ставена под контрола на САД со договорена годишна закупнина. На овој датум во 1913 година роден е германскиот државник Вили Бранд, градоначалник на Берлин, канцелар на Западна Германија и лидер на Социјалдемократската партија. Неговата источна политика на приближување кон СССР и Источна Европа придонесе за стабилизација на европските односи, за што ја доби Нобеловата награда за мир во 1971 година. Светот го памети и по неговото символично клекнување пред споменикот на жртвите на нацизмот во Варшава во 1970 година. На денешен ден во 1916 година со француска победа заврши 10-месечната битка кај Верден во Првата светска војна, една од најкрвавите битки во историјата, во која загинаа околу 543.000 французи и 434.000 германци. На денешен ден во 1940 година водачот на нацистичка Германија, Адолф Хитлер, му нареди на Генералштабот да започне подготовки за инвазија на Советскиот сојуз според тајниот план со кодно име Операција Барбароса. На овој датум во 1980 година умре Алексеј Косигин, руски државник и советски премиер од 1964 до 1980 година, една од клучните фигури во политичкото раководство на СССР. На денешен ден во 1999 година председателката на Шри Ланка Чандрика Кумаратунга беше повредена во бомбашки напад во кој загинаа 33 лица, а 137 беа ранети. Властите за нападот ги обвинија тамилските сепаратисти. На овој датум во 2000 година во Брисел продолжија преговорите за наследувањето на поранешна СФР Југославија,
откако новите српски власти се откажаа од ставот дека СР Југославија е единствениот правен наследник. Преговорите успешно завршија во мај 2001 година. На денешен ден во 2001 година во Париз умре Жилбер Беко, еден од најпопуларните и највлијателни француски пејачи од втората половина на 20 век. На овој датум во 2003 година Собранието на Косово начално го усвои законот за соработка со Хашкиот трибунал. На денешен ден во 2005 година за време на дистрибуцијата на хуманитарна помош во индискиот град Ченај загинаа 43 бездомници откако настанаа немири и стампедо меѓу насобраните луѓе. На денешен ден во 2011 година во Прага умре Вацлав Хавел, поранешен водач на Плишаната револуција, драматург и прв слободно избран претседател на Чехословачка, како и прв претседател на независна Чешка.